Добро почитувани. Дали Министерството за внатрешни работи ги изгасна семафорите во Скопје согласно планот за рестрикции на електрична енергија? Дали МВР почна со редовно спроведување на планот за рестрикции на струја со гаснење на семафорите или правеше генерална подготовка за дејствување во криза? Ова е документот, план за мерки и активности, функционирање на МВР и БЈБ во услови на кризна состојба заради недостаток на струја. Во него децидно стои дека организацијските единици на МВР БЈБ треба да спроведуваат забрана, пренасочување и воспоставување на движење во урбани сообраќајници, регулирани со светлечки сообраќајни знаци, цитирам, односно зависни од електрична енергија. Дали спроведувањето на овој план со дата од 16 ноември е причината за парализирањето на сообраќајот во Скопје пред 2 дена, кога без никаква најава МВР со часови ги исклучи семафорите без да се соопшти било што или да се најави ваква рестрикција? Почитувани, енергетската криза е поголема од она што власта се обидува да го прикаже. Изготвен е документ за делување во кризна состојба заради рестрикции и немање струја, а власта најавува таа состојба да трае уште половина година. Во овој план се наведуваат состојби како, цитирам, реални безбедносни предизвици со економски и социјални појави со негативни последици, пораст на криминалот, сообраќајни деликти, нарушување на јавна безбедност заради недостаток на струја и изголемената цена, затворен цитат, што го оценува како, повторно цитирам, енергетски и економски шок. Почитувани, нема полошо за Македонија, од СДСМ ДУИ, тие се извор на проблемите и не може да представуваат дел од решението. Паушалните решенија, како ова пред 2 дена, се само на штета на граѓаните. Затоа потребни се брзи избори кои што ќе создадат услови за вистински решенија. Ви благодарам, повелете со прашање. Додека сме кај сообраќајните нерегуларности, се гледа дека и во Бугарија има веќе трета недела од несреќата и обвинителството всушност спие. Не превзема мерки. Ги прашавме финансиска полиција, не е алармирана воопшто тој случај и во царинска управа, значи ништо не е превземена. Зошто се крие целата оваа ситуација? Криминалот и корупцијата, предводена од СДСМ ДУИ, високата корупција, она на која што Европската комисија повеќе години алармира, почна да одзема животи на најпеколен начин во Македонија. Не е само несреќата во Бугарија, каде што изгореа 45 луѓе, туку ќе потсетам и на онаа несреќа со модуларната болница во Тетово, каде што изгореа 45 луѓе. 60 луѓе ни изгореа, 60 наши сограѓани изгореа, живи изгореа, пеплоса за неполни 3 месеци, а нема никаков одговор. Обвинителството, да потсетам, за несреќата пред 3 месеци излезе со став, јавната обвинителка, дека нема конкретно ништо од истрагата, така што не верувам ниту дека оваа истрага која што сега се спроведува наводно ќе даде некакви резултати, затоа што сите можни полуги се ставени само во едно: заштита на криминалот и корупцијата на СДСМ и ДУИ. Се кружат информации неофицијални дека ќе се постигне еден договор во Париз меѓу Македонија и Бугарија. Дали имате сознание? Јас такви сознанија немам. Тоа што постојано го посочуваме овој последен период е дека Зоран Заев е волен да даде се за да си го продолжи делумно својот политички век на постоење. Ја видовме она ситуација која што ја направи за да може да го зголеми своето парламентарно мнозинство, да го прошири онаа пластелин коалиција, да го прошири својот век на постоење уште кусо време, така што тоа треба да биде како една слика што всушност е волен да направи Зоран Заев за да си го продолжи својот век на постоење. Но ние како ВМРО ДПМНЕ предупредуваме Зоран Заев да не презема чекори спротивно на онаа резолуција донесена едногласно од сите политички актери во парламентот и политички актери во Македонија, спротивна акција на Зоран Заев на она што значи заштита на македонските национални интереси. Тоа што е јасно е дека Бугарија нема да отстапи од
зацртаните две резолуции, два документи донесени едногласно од тамошниот парламент, кои што апсолутно се спротивни на она што значи македонски национални интереси. И последното насилство во трибини во врска со надпреварите и тифозите, вчера гледавме дека имаше тепачка и димена бомба. Дали се превземени всушност мерките од МВР да не случуваат вакви случаи? Индикативно е што во моментов вице-премиер на Зоран Заев е Артан Груби, кој што, ако се сеќавате, беше дел од едни такви навивачки групи и дел од такви моменти несакани во минатото, и по неговата најава за некакви безбедносни проблеми повторно се појавуваат некакви тепачки по трибините. Тоа што е јасно е дека МВР, наместо да си ја работи работата, МВР е ставена во функција на криминалот и корупцијата, во функција на издавање на пасоши за белосветски мафијаши, ставено во функција на сокривање на она што значи транспорт, да речеме, на дрога преку македонските граници и аеродроми од 1 тон, она што значи транспорт на дрога, заради која што нели и американската ДЕА имаше акција во Прилеп, го фатија таму началникот на прилепската полиција, така што се додека ВМРО, се додека СДСМ и ДУИ се на власт, во Македонија владее само криминал и корупција и креирање на небезбедност во која што граѓаните не можат долго да издржат. Ви благодарам.